Иван Стоилковиќ во врвот на македонската политика влегува во коалиција со СДСМ. Подоцна ја напушта таа коалиција некаде 2008 година и влегува во коалиција со ВМРО-ДПМН. На последните избори кои поддржува Ѓорѓе Иванов за претседател на Република Македонија, денес е стабилен коалиционен партнер на Никола Груевски и не излага од владената коалиција, дури никога Македонија се договара со Косово за демаркација на границата, што е во спротивност со сите тие српски интереси на Балканот. Мислите дека ќе се пазарите со Груевски? Што ќе бари Иван Стоилковиќ од Груевски? Јас се пазарам со сите чинители на политичка сцена во Република Македонија во согласно со интересите на оние со кои ги представувам. Вие сте паметен човек, гледате дека бродот тоне. Мислам дека треба меѓу првите да го напуштате бродот. Ако останете последни со Груевски на бродот, тогаш веројатно и цената ќе ви падне. Да, вие најверојатно одите од поговорката на филмот Пацови први напушти брод кој тоне, меѓутоа бродот се уште не тоне. Не, јас мислам од филмот Титаник. Значи, ако веќе споредуваме филмски одредени паралели правиме. Има уште еден друг филм на кој јас го цитирам, меѓутоа бродот се уште не тоне. Тоа може биде бродот Баунти или кој го направи бунтот на бродот Баунти. Бидејќи вакви политички процеси се решаваат или вакви политички кризи во наводници се решаваат или на избори или со бунт. Далеку сме и од тонење и од бунт, далеку сме и од избори. Во Раце, почитувани гледачи, го држаме интервјуто кој Бојан Аврамовиќ, потпредседател на младите сили на Демократската партија на Србите во Македонија, го дава за еден српски интернет неделник во кој искажува многу проблематични тези околу иднината и минатото на македонскиот народ и македонската нација. Како прво дека македонците се всушност славо македонци кои настанале во тој процес на асимилација на србите во рамки на Република Македонија, и како второ дека всушност тој навива за Грција во тој спор со Република Македонија, бидејќи Грција во право, односно дека Македонија во рамки на поранешна Грција била само еден дел и едно парче, односно било нешто слично на тоа што биле Спарта и Атина. Дали го познате Бојан Аврамовиќ? Да, познато ми. Ако не се лажам, тој е потпредседател на младите сили. Да, тој е на млади сили во Кумановскиот одбор. Во вашата партија. Да. Има на интервју дадено за Српски неделник, во кој употреба одредени изјави кои се поприлично незгодни и за вас ко Срби во Република Македонија, меѓутоа посебно за македонска држава. Например, една негова теза е дека денес е многу тешко. Не можете да најдете никој на кого ќе се повикавте да ги наружите пак србите во Република Македонија, па најдете за младо дете од 19 години што може да смотрено дало некакви изјави. Значи интервју разговарамо са или интервју со Бојан Аврамовиќ, заменик председател на форумот на млади на Демократската партија на Србите во Македонија. Тоа е Српски неделник. Некој го прави интервјуто. И како што вели, тој вели денес е тешко да се. Кој го прави интервјуто? Да не станува збор за измислено интервју. Не. Нека мора да има значи кој го прави интервју. Тоа е значи во погледи. Тешко е да се биде србин во поранешна Југословенска Република Македонија. Согласувате со таа теза? Не. Зашто ја нарекувате поранешна Југословенска Република Македонија? Се оградите ли од потпредседателот на вашите млади? Нема зашто да се оградам, затоа што прво текстот не е авторизиран. Второ вели кога реално ќе се гледа станува збор за званичен став на Демократска партија на Србите во Република Македонија, кој го пресликувам јас. Не знам кој се ви дава. Званичен став на државното раководство на Република Србија, дека не знам кој све ви ги дава ставовите, меѓутоа има интервју на 6 страни. Не ги дава никој ставовите, сами ги даваме како партија. Кога реално ќе ја согледаме ситуацијата во Република Македонија, има околу 150 до 200.000 срби. Толку срби очекувате да има Македонија? Не, по пописот во Република Македонија има 36.000 срби. И главната теза, која е многу проблематична, вели со право денес во Бугарија. Го преведам од српски, значи Колибе Бошковски на сослушувањето во КАК. Не, многу сте ми интересани затоа што најдовте момче 19 години. Па не знам, вие го најдовте, го сте потпредседател, него сте сигурен. Вика со право денес во Бугарија, велат. Напредувате. Со право денес Стоа Милошеvić преку Војслав Коштуница, Борис Тајев дојдете до Бојан Аврамовиќ. Мислам, беше сериозен напредок. Да, со право денес во Бугарија велат дека пола Македонија се бугари. Тоа го вели вашиот потпредседател на младите сили, да Демократска странка или Демократска партија на Србите во Македонија. Сега сакате може тоа се страшни, тоа се страшни квалификации, господин Стоилковиќ. Вие сте дел од владина коалиција. Па не Мендух Тачи не се дозволуваше вакви излети. Прво далеку е дечкото од Мендух Тачи, тоа број 1, број 2, значи ќе смените? Ви реков, значи Мајка смените? Не, он веќе ќе поднесе, значи санкции за тоа што направил. Значи вие не сте го знаеле ова. Работата е повлечена веднаш и така надам знаеме се што се случува. Дури вели, значи вака, многу ми е интересантно, значи од Слободан Милошеvić дојдовте до Војслав Коштуница, па дојдовте до Борис Тајев и спаднате на Слободан Аврамовиќ во антисрпската приказка. Многу добро напредувате, мора да ви кажам. Што се вика Бојан Аврамовиќ? Не, али многу добро напредувате. Ако сте збунети, не сум збунет, него дечко има 19 години. Ама ја не гледам украштеница, ја гледам само политички ставови. Да, политички став, точно. И има еден политички став кој вели да ве потсетам. Не, ќе ви дадам одговор, дозволите да ви дадам одговор. Да ве потсетам дека четниците се настанети во Македонија и песмата Спремте се спремте четници е настаната во Република Македонија во чест на Јован Стојковиќ Бабунски. Страшно е ова, господин Стоилковиќ, вие сте дел од владината коалиција. Страшна е вистината, што? А ви верувате во ова?
Па не рековте ќе смените дечкото. Па не, дечкото сменат, али вие не знаете од каде. Вие не се сеќавате на песната од. Значи вие него го менувате, ама ставоите му ги потврдувате. Не, али знаете вие од каде е таа песна. И вие добро знаете исто како јас. Меѓутоа една друга работа сакам да ви кажам. Силна е ова владена коалиција, господин Стоилковиќ, ако поддржате вакви тези, вакви ставови. Не силна е владена коалиција затоа што неприкосновено има доверба во македонскиот народ, меѓутоа една друга работа дека во прашање која не ми дозволите да ви одговорам. Повелете. Се лака. Јас например на ваше место не би ни одговарал на вакви работи, бидејќи навистина е срамота дел од владена коалиција на ниво на потпредседател на младите сили на таа партија дава вакви грозни изјави за македонската нација, народ и држава. Тоа е апсолутно недозволиво. Срамотно е, знаете што? Сега ќе ви кажам може малку подотворено, значи срамотно е кога дел од македонската опозиција ќе ме праша мене што барам јас со бугарите во коалиција. Тоа не е срамотно? Господин Стоилковиќ, ние говориме за интервју на потпредседател на младите сили на вашата партија. Дали има 19? 29 години. А овие што ме прашуваат тоа колку години имате или што се ми е битно? Ја не знам кој што ве праша, прашам дали вие се оградувате од тези и како можете после вакви тези со БРМ, па ни грците вакви грозни називи, вакви грозни. Па од кај може да знаете? Јас знам вие што сакате да налепите. Меѓутоа работа не бија. Званичен став на Демократска партија на Србите во Република Македонија. Ние живееме во Република Македонија, равноправни граѓани сме на Република Македонија, се бориме за интересите на Република Македонија.